И знаете ли она народната кај грнчарот, дома сите грнци му се испокршени. И така и со нас, новинарите, седмата сила, ние многу здушно и со голема енергија се фокусираме да ги проследуваме општествено-економските, социјални, граѓански и други движења во државата, ама кога ќе треба нешто ние сами да си подбутнеме, односно нешто што веќе е известно, а треба да го доработиме, тука малку ние со нашата енергија потфрлуваме и како да чекаме некој друг да ни ги врши работите. Сакам да зборувам за еден закон кој што е во собраниска процедура, односно во лабиринтите на законодавниот дом, додека чека да се прекрои новата парламентарна карта во собранието. Тоа е кривичниот законник во кој што имаме еден посебно важен дел за нас новинарите. Затоа го повикав и мојот гостин Драган Секуловски, кој што е извршен директор на ЗНМ. Добар ден. Добар ден. Знаеш што ми текна додека чекав за да дојдете? Не сметате ли дека сега во оваа ситуација, кога парламентот со оваа политичка криза и ќе продолжи, нема така лесно да поминат работите, не ли сметате дека сега ЗНМ треба да настојува да лобира или да притиска кај председателот на собранието Џафери, па и другите политички чинители во парламентот, да се донесе овој закон и во собраниска процедура, ставен беше на дневен ред, меѓутоа никако да се оконча заради ситуацијата. Да се поттурне малку, да се донесе затоа што многу работи ќе беа изменети и сега за време на изборите, ако го имавме овој закон ние новинарите. Да, токму така. Најпрво да се заблагодарам што ја актуализирате темата и проблемите на новинарите. Ретко кој медиум би рекол во скоро време се осврнува самите кон себе да видиме што ни се како приоритети во оваа професија. Околу мотивите за овој закон, Сдруженијето на новинари Македонија како и синдикатот на новинари уште пред неколку години иницираше измени на кривичниот закон во делот на поголема заштита за новинарите и медиумските работници. Прашањето е зошто? Бидејќи со нападот на новинарите и медиумските работници практично се напаѓа и правото на информирање на граѓаните и на тој начин физичкиот напад или закана кон еден човек станува закана за целото општество. А од друга страна, Република Северна Македонија како земја има доста обврски кон своите би рекол партнерски организации надвор во светот и во Европа. Советот на Европа и Европска комисија постојано кажуваат на проблемот дека безбедноста на новинарите е критична и дека треба да се презема системски мерки со цел истите да се решат. Затоа овој закон во собрание беше поднесен од страна на Министерството за правда негде во текот на месец јули и август и во од денешна перспектива гледаме дека навистина треба до крајот на годината истиот да биде донесен од страна на пратениците. Прашањето ми беше сепак ќе отидете ли повторно кај Џафери да лобирате? Ќе направиме и повеќе од тоа, затоа што да, ние неколку пати имавме средби, тој има расположение овој закон да биде ставен на дневен ред, меѓутоа имаат според нивното објаснување и приоритети од аспект на буџетот на државата, но нашата заложба и нашиот интерес е токму овој закон како и другите закони што ги засега работата на новинари и затоа оваа недела организираме и регионална конференција каде што се поканети и претседатели на 4 практично земји од Западен Балкан. Тука е Собранието на Република Северна Македонија заедно со Сдруженијето на новинари Македонија го организира овој настан каде што ќе има присутни група на новинари од Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија и од нашата земја и претседателите на овие 3 собранија. Целта на овој настан, оваа недела што го организираме заедно со Собранието е да ги поттикнеме претениците да знаат дека кога ќе кренат рака за гласање на одреден закон, истиот треба да има одредени стандарди ако се однесува на работата на новинарите. Многу е битно законите што се гласат во собрание да гарантираат заштита на истите новинари, бидејќи без нивна безбедност не може да очекуваме дека ќе имаме квалитетни информации во јавниот простор. Оти овој закон бара просто мнозинство за да се донесе. А може би добро ќе биде на претениците сега барем наменски да покажат дека се мнозинство да се донесе овој закон и како генерална проба, нели треба да чекаме да го изгласаат буџетот, па да видиме дека стварно можат да се екипираат и да донесат еден ваков закон. Да, затоа што во основа државата треба да се погрижи медиумските работници да бидат слободни, да имаат услови за пристојна работа. Нормално, собранието е тука многу битна компонента, бидејќи целата декларативна воја на сите што говорат дека нулта толеранција ќе имаат кон напаѓањето на новинарите, сега имаат можност да го демонстрираат тоа, да го видиме на дело, дали на вистина
Тоа што го говорат сакаат да го пренесат во едно системско законско решение каде што очекувањата се дека на долг план ќе даде можност новинарите да бидат заштитени и да дадат поефикасни истраги од страна на обвинителството и разврски во рамки на кривичниот суд. Оти ако вака се спијат претендниците и нив им е тоа, мислам, комотно во нивна кожа, зашто допрева нив ги чекаат нели многу поважни работи за нив. Има многу повеќе форми на делување што можат да се впрегнат. Јас се сеќавам предивно 20 години тогашната власт предводена од ВМРО ДПМНЕ имаше амбиција да изготви еден закон за медиуми и јас се сеќавам како тогаш новинарите, кои што ние по правило сме многу меѓу себе, не можеме да се организираме и немаме едни за друг слух, но како тогаш се организираа новинарите предно 20 години, кога се побунија на една замисла на владата да се владино тело да доделува лиценци за новинари. Значи, владино тело да кажува кој новинар може да биде, а кој не може. И тогаш, да видите како можеше во тие 2-3 дена излегување на улица, ама и замрзнување на секоја програма во медиумите, па потоа законот се повлече. Тоа е многу легитимна форма да ги подсетиме тие за кои што сакаат да им дишеме во врат кога им сме потребни, дека треба и они да ни испорачаат тоа што ќе ни донесе нас квалитет. Немањето на капацитет да било која влада се справи со конструктивна критика од страна на новинари или медиуми, често, па и во наш македонски контекст, резултирала со иницијативи разни за одредени рестриктивни закони во страна на собранието. Затоа и не треба да се потцени улогата на собранието и затоа треба да се има и соработка и солидарноста на новинарите биде насочена и кон работата на собранието. Зошто? Бидејќи едно е да било која влада предложи закон со што може да се ускрати правото на информирање и правото на слободно изразување, а со тоа и правото на собирање слободно на новинарите, издружување, но друго е да се знае дека претендниците тоа нема го прифатат како предлог. Затоа нашата енергија треба да биде насочена и кон парламентот, од причини што овие закони гледаме дека и споро се носат, гледаме дека треба доста време да се изработат и треба да се знае и треба да се земе во предвид дека тие даваат шанса да институциите потоа немаат изговор дека не може да се вршат својата работа. Јас лично, можеби малку преамбициозно, но искрено се надам дека од јануари нема повеќе да имаме ситуација кај што јавното обвинителство или основното јавно обвинителство во Скопје ќе каже извинете, ние не сме надлежни, тоа што истепале новинар или се заканеле на новинарка, ние не можеме ништо да направиме. Не. Ако овој закон кривичен сега се усвои во наредниот месец, тогаш сум сигурен дека основното јавно обвинителство по службена должност ќе потегне иницијатива и ќе ги гони сторителите, а на тој начин ќе ги заштити самите новинари. И колку што знам, ништо не излезе од таа заложба на ЗНМ со јавното обвинителство да се формира еден посебен оддел во јавното обвинителство кој што ќе следи само новинарите, односно ќе им биде на услуга на новинарите. Да, ми се допаѓа прашањето, тој посебен оддел го заговараме не само во рамки на ОЈО, туку и во рамки на кривичниот суд. Моментално работиме на компаративна анализа да видиме како тие оддели функционираат во други земји во регионот. Според препораката на Советот на Европа, кај што Македонија е и потписник од 2016 година за безбедност на новинари, државата им обврска не само да креира закони кои што ќе бидат во рамки на стандардите со Совет на Европа, со ОПСЕ, со Европската комисија, туку има обврска да креира и посебни институции, односно посебни оделенија внатре во институциите кои што ќе ги имплементираат тие закони поефикасно. Значи не е проблемот само дека Македонија има висок степен на неказнивост, туку и самите истраги кои што се преземаат пред се од правосудните органи се доста неефикасни. Тоа е аргумент што провејува неколку години наназад во многу кредибилни извештаи. Ама ова кога ќе им го спомнете на представници од судската фела и на обвинителската, ќе ви речат па немаме ресурси, немаме доволно средства екипирано за да можеме посебно да се занимаваме со вас новинарите. Не, знаете како, некако сите може да бидат експерти во правдање, меѓутоа кога ќе треба да се заврши некоја работа, тогаш треба малку да се надмине тој момент на да се најде соодветно оправдување, бидејќи нема. Ако законот дае обврска на обвинителството дека тие ќе да мора да постапуваат кога ќе бидат нападнати новинари, тогаш нека се снајдат, нека си направат приоритет. Ние само велиме како Сдружение на новинари дека ќе биде многу поефикасно ако има мало оделенија од неколку обвинители кои што ќе се грижат не само за нападите на новинарите, туку и за злоупотреба на говорот на социјалните медиуми, кај што често се таргетирани критични новинари. Затоа ваков тип на оделенија колку поскоро се направи, толку подобро ќе има обучени кадри внатре и поуспешно ќе може да го имплементираат самиот закон. Што пропуштивме ние во делот на заштита на новинарите од датак, што се уште не е донесен овој закон?
Знаете како требаше да се случаи 27 април, каде што група на 20 на новинари настрадаа, беа и физички повредени и психички малтретирани и до ден денес нема ниту една судска пресуда каде што се задоволува правдата на новинарите што беа дел од тој инцидент. А за жал имаме друга пракса која станува збор за политичарите и веќе некои луѓе издржуваат казни затвор за напад кон политичар, а за напад кон новинар никому ништо. Значи вакви инциденти кога ќе се случаат, едноставно тоа ни дава потврда дека навистина некои работи системски се лошо поставени. Значи да, ние можеме да разговараме за етика, за стандарди, за како се попрофесионални новинарите. Тоа секогаш ќе се разговари, тоа секогаш ќе биде тема. Меѓутоа државата, кога велам државата, не само владата, туку и собранието имаат обврска да воспостават некој модел кај што ќе биде базиран на одредени принципи и стандарди што се усвоени од страна на повеќето земји, не само во овој регион, туку во Европа, кој што ќе даде шанса на институциите да ги штитат новинарите, бидејќи само безбеден новинар може да работи во полза на интерес на јавноста. Така, накратко да се осврнеме за тоа што овој закон ќе внесе во делот на промена на праксата неказнивост за физички и вербален атак врз новинарите. Да, има неколку специфики. Прво, најголемите промени се однесуваат во делот на загрозување на сигурност, тоа е членот 144 од Кривичниот закон, каде што се вели не само што нападот би го или заканата ќе се однесува на новинар, туку и на лице блиску до новинарот, ќе биде исто така сметано како дело. И во основа дефиницијата е дека со оваа казна, односно 3 месеци од 3 години, казната се зголемува. Претходно казната беше 6 месеци за прекршување на овој член, ама ако сега пример се закани некој кон новинар или физички го нападне, казната ќе биде од 3 месеци од 3 години и ќе се однесува на новинар или медиумски работник или друго лице што врши работи од јавен интерес. Тука кога станува збор за медиумски работник се однесува тоа на фоторепортер, на снимател, бидејќи често се случувало кога пред се кога има насилни протести или кога се одвиваат некои активности на јавен простор, да речеме на плоштад или на булевар, многу често и сниматели и новинари, односно и фоторепортери биле таргетирани од страна на или на припадници на толпа или па имало инциденти кои што биле припадници на МВР. Овде законодавецот предвидел и казнена политика с големина и за кривичните дела тортура, дали психичка, физичка, убиства, демнење, навреда. Так. Демнење исто така е многу интересно, затоа што многу новинари се жалат дека се следени од енен сторители, кога тоа со такви барање до винителството ќе настапат, наидуваат на нем. Добро, навредата е во граѓанската сфера, таму треба да остане, но демнењето во основа е ново дело и тоа дело се презема од страна на Истанбулската конвенција која што е дел од предлогот на измена на кривичниот законник овој пат. И во нашата пракса во последните години посебно бележиме проблем каде што на новинарки едни исти лица ги демнат. Тоа демнење најчесто е онлайн, значи на разни социјални мрежи. И кога сме ги пријавувале овие инциденти до обвинителството да преземат действија, во најголем дел, за жал, не било укажано со решение дека таков тип на дела се гонат по приватна тужба. А доколку се покрена кривична тужба приватна, исто така имаме досега барем пракса каде што најчесто се отфрлаат истите, бидејќи истрагата не може да се случи, не може да биде доволно ефикасна. Значи, не само што обвинителството не ги штити по службена должност, туку дури и во неколку ситуации кога сме имале приватно ги гонат, за жал немало некој исход каде што новинарката или новинарот биле заштитени. Секуловски ме интересира вака колку овој закон кој што нуди заштита на новинарите од притисоци ќе ја смени матрицата на извршната и на судската власт. Кај нас мислам дека тоа со закон малку тешко ќе се смени, искрено да бидам. Ако волјата не е присутна. Да, и имаме прашање на култура, односно политичка некултура. Се додека имаме представници на политички партии или носители на јавни функции, каде што на јавен настан, на пресконференција, навредуваат новинари, го посочуваат со прст, имаат недоличен говор, па дури се закануваат кон страна на истите, тогаш не можеме да се надеваме дека некој закон ќе ни го реши проблемот. Тука мислам дека поголем проблем од неносење на еден закон е менталитетот да остане кај грото од политичарите. Не вам сите, има и позитивни примери, но ако не се смени политичката некултура, тогаш не можеме да се надеваме дека и граѓаните нема да ги гледаат работите како што сака да ги представат политичарите. Тоа е работа што најтешко од нив. Да, тоа е процес на зрење, тоа е процес на растење би рекол и на развој на демократијата.
кај нас во последните години има да речам и позитивни примери, каде што закани и напади кон новинари биле јавно осудувани од министри, од премиери и така натаму. Тоа е добро, тоа претходно не беше така случај, но сепак чувствувам дека има многу простор за подобрување на нештата и треба да се работи, треба да работиме заедно нови прашања со цел исти да бидат успешно завршени. Значи, утре, задутре, не, во четврток и во петок, вие ќе се среќавате со вашите колеги на таа меѓународна конференција. Ќе ве чекаме да видиме што ќе направите, односно какви ќе бидат и ставовите на претседателите на собранието од тие земји кои што вие ми ги посочивте и да видиме колку навистина не само декларативно ќе се фатат во костец со надминување на овие проблеми како што е доцење на закони кој што ни е битен нам сега е за новинарите важен, но многу други закони исто така се важни кои заглавуваат во собраниски процедури и чекаат некои подобри времиња. Тоа беше за утрински брифинг извршниот директор на ЗНМ Драган Секуловски. Ви благодарам што дојдовте. Благодарам.